Во ова издание, по 17 години од кандидатскиот статус, Северна Македонија ги почна пристапните преговори со Европската Унија. Британија веднаш зад САД, според големината воената помош што испреќа во Украина. Што по оставката на Борис Џонсон ќе се намали ли поддршката? Сведоштво на американски ветеран кој војува во Украина. Ги нарекува своите украински соборци браќа. Објаснува зошто е на првите борбени редови. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Во Брисел се одржа првата меѓувладина политичка конференција на Европската Унија и Северна Македонија. Американскиот претседател Бајден во соопштение рече дека САД ги поздравуваат важните чекори што Унијата ги презема за унапредување на интеграцијата на Западен Балкан преку отварање на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Владимир Мирчевски со деталите. Во име на граѓаните и владата на Република Северна Македонија ми представува исклучителна чест што имам можноста да се обратам на мојот мајчин македонски јазик на денешната долго очекувана и сосема заслужена меѓувладина конференција со која ги отвораме преговорите за полноправно членство на Северна Македонија во Европската Унија. По 17 години од добивањето на кандидатскиот статус, земјава ги почна пристапните преговори со Европската Унија. Чекорот следи од како беше симната бугарската блокада со прифаќањето на францускиот предлог и усвојувањето на преговарачката рамка со која се доби чисто именување на македонскиот јазик без дополнителни фусноти. Токму за идентитетскиот дел клучен за македонската страна на отворањето на овие преговори зборуваше и Жозеп Борел. Северна Македонија со својот собствен идентитет, богата историја и култура од секогаш била дел од Европа и за тоа да го знаете не ви требаат европски заклучоци. Вашиот идентитет ќе си остане. Денески Албанија ги почна пристапните преговори. Претседателката на Европската комисија денот го нарече историски и фон дер Лајен најавувајќи ги наредните чекори потенцираше дека нема каква било загриженост околу македонскиот јазик. Скринингот на европското законодавство ќе почне, тој е првиот чекор во процесот. Ќе продолжиме да се приближуваме во клучни области. Северна Македонија наскоро со нас ќе преговара за Фронтекс договорот. Димитар, можеш да сметаш на мојата поддршка за тоа дека договорот ќе биде преведен на македонски јазик, без какви било фусноти, на исто ниво со сите 23 европски јазици. Европскиот предлог кој го добивме преку широк консултативен процес го препознавме како најдобро можно решение кој од повеќе аспекти ги почитува и задржува црвените линии, а во исто време дава конечно почеток на преговорите. Во него, а за нас исклучително важно, е прецизиран македонскиот јазик без никакви дополнувања, дообјаснувања и астерикси. Денеска беше приложена и еднострана изјава на земјава кон записникот од конференцијата во која се вели дека Северна Македонија во целиот процес на пристапување и по приемот во ЕУ нема да прифати да разговара за поинакво решение за јазикот додона наведено во преговарачката рамка. Македонски јазик. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски. Британија е меѓу најголемите донатори на воена помош на Украина. Прашањето е дали оставката на Борис Џонсон ја доведува таа поддршка во ризик. Гласот на Америка известува што велат експерти. На почетокот на април Борис Џонсон беше на улиците во Киев заедно со украинскиот претседател Володимир Зеленски, само неколку дена откако руските трупи се повлекоат пред градието на градот. Двајцата изградија близок однос. Џонсон го вети ова кога ја даде оставката. Дозволете ми да им кажам на граѓаните на Украина дека ние во Обединетото кралство ќе продолжиме да ја поддржуваме вашата борба за слобода се додека е потребно. Зеленски пак возврати вака. Иако е одраз на позицијата на британското општество, лидерството и харизмата на државните лидери се секогаш од големо значење. Особено во овие времиња во услови на целосна антиевропска војна на Русија, што представува напад на цела Европа преку нашата држава. Од тука не е изненадување што украинците му се благодарни лично на Борис. Многу украинци изразија тага поради оставката на Џонсон. Британија и натаму ќе нуди помош, но нема да биде на ист начин како со Борис Џонсон. Можеме да кажеме дека тој е пријател на нашата држава. Британија е веднаш зад САД според големината на воена помош што ја испраќа во Украина, вклучувајќи противтенковски ракети, артилерија и од неодамна напредни ракетни системи.
Стотици украински војници добиваат обука во Британија. Вкупно Џонсон вети 2,8 милиарди долари воена поддршка, заедно со 1,8 милиарди долари хуманитарна и економска помош. Прашањето е дали неговата оставка ќе го промени нивото на британска поддршка за Украина. Веројатно не, вели аналитичарот Џон Кампфнер. Не само затоа што според стандардите на овој конфликт беше успешен, туку и дома е популарен. Британскиот министер за одбрана Бен Волес ја истакна широката партиска поддршка за воена помош на Украина. Британија е целосно за нив. Поддршката што ја даваме не е само една личност, не сум јас или премиерот, туку е целосен напор. Москва ја поздрави оставката на Џонсон. Портпаролот на Министерството за надворешни работи рече дека пораката на приказната е не барајте да ја уништите Русија. Џонсон исто така сакаше да ја промени позицијата на Британија во други безбедносни арени, истакнувајќи ја важноста од така наречениот безбедносен пакт со Австралија и САД во Индо-Пацификот. Но неговата улога е лимитирана, вели Кампфнер. Оваа промена кон Азија и конкретно моќта и заканата од Кина се особено важни. Но Британија може да биде играч само заедно со другите држави од овој пакт, конкретно САД, Австралија и Јапонија. И Европската унија е особено важен играч, како и државите како Јужна Кореја. По неговата оставка, Џонсон им се јави на бројни светски лидери. Меѓу првите беше Зеленски, на кого му ја вети британската поддршка. Тој го заврши разговорот, велејќи му на украинскиот председател. Цитирам: "Вие сте херој, сите ве сакаат." А денешниот Ньюсфлеш го завршуваме со сторија за американскиот ветеран Џејмс Васкес, кој донел одлука да завојува за Украина на првиот ден од војната. За Гласот на Америка се осврнува за искуствата. Џејмс Васкес сега е во костум, но вели дека му е многу поудобно во униформа. Костумот е за официјален добротворен настан за собирање средства за Украина. Единствена причина зошто не бев таму на 25-ти затоа што пасошот ми беше истечен. Морав да добијам итен пасош, се појавив таму на 14 март. Џејмс донал одлука да оди во Украина за да се бори на првиот ден од војната. I will be fighting with our soldiers. Your soldiers. The only reason why I wasn't there on the 25th. Целото моје семејство од страна на баба ми било убиено од русите, сите до еден. Ја натерале да шие руски униформи. All packed up and ready to go, leaving tonight. Васкес вели дека одлуката да се упати во Украина била лесна. Неговата баба, родена во Латвија, му раскажувала многу приказни за руските војници. And my whole family on my grandmother's side got slaughtered by Russians. Now, I don't know if you guys know what this is behind me, but that's a Russian tank. Само неколку дена откако Васкес пристигнал во Украина, веќе бил на фронтот во регионот на Киев. Неговата единица ги ослободила селата каде што руската војска оставила смртоносни замки за цивилите. That is meant to kill people. Тоа е наменето да убива луѓе. Тоа е наменето за цивили. Еве, има врвка врзана за оваа чаша. Кога ќе отворите шкафот кујна, стаквото се крши, гранатата ќе експлодира. Џејмс служи главно со украинци. Тој ги нарекува своите соборци браќа и вели дека воопшто нема јазична бариера. And a lot of them speak broken English as well. So Од регионот на Киев, неговата единица била префрлена во Донбас. Додека бил во Украина, Васкес почнал да собира пари за украинските борци. Сега работи со американската добротворна фондација Ripley's Heroes. we're not buying ammunition, we're not buying guns. Не купуваме муниција, не купуваме оружје. Обезбедувам заштитна опрема како панцири и шлемови. Потребни се беспилотни летала, возила. Васкес се вратил во САД и продал се што поседува овде, а потоа заминал назад во Украина. Тој вели дека Украина му станала втор дом и дека би сакал да остане таму и да учествува во обновата по победата. Тука е крајот на Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер. Се гледаме утре.